Почитувани родители, добро ни дојдовте на овој убав ден. 21 март, ден на пролетта и ден на екологијата. У нашата градинка Гоце Делчев од Билица. Како секоја година, така и оваа година, почитувајќи ги мерките и протоколите, со лица активности организирани од страна на воспитно-згрижувачкиот историчниот кадар, го одбележуваме овој ден. Големата заинтересираност за активностите од страна на дечињата не радува, бидејќи тоа значи дека што од мали нозе го прифатиле ваквиот начин на размислување и на живење. Се надеваме дека тие ќе имаат своја еколошка свест, која ќе биде малце повисока од нашата и ќе се грижат за поздрава и почиста животна средина. За почеток на овој убав ден, ден на пролетта и ден на екологијата, ќе проследиме една многу убава пролетна представа, организирана од страна на дечињата од воспитна група 4-5 години, под менторство на воспитувач Елена Иванова, неговател Виолета Спасова и музичкиот педагог Гоце Богданов. А вие, професионалци не сме, но и аматери не сме. Затоа, почитувани, ни ще дете ги вашите дланки. Ајде со денарност да ги оправдаме нашите најми. Шумата на наливата беше оставена на огледало. Тој го запушил преко гнезда. Во него се гледаше сјајно сонцето. Од време на време ги поминеше по некој облаче високо на небото, а понекогаш и по некоја птица која леташе високо, високо. Сонцето го пушти својот топко зрак, за да го разбуди пролетното ветерче на свидовче, кој почна тивко да се подскопнува и насекаде да носи барата вест, дојде пролет. Најпрво му шепна на чкичи, па на качунката и видете што се случи. Netta
горчето продължи да оди из природата, за да я разбуди со сета своји убави. Ги разбуди цветињата, пчелките, пеперутките, гломарите и другите растенија и инсекти. Но да видиме што тука се случувало. На блиската рива на неколку пчелки излега на топлото сонце, за да се радуваат на цветаните цвекиња, но и да собираат поленов прав за да правят мед. Но во убавината на природа при убавото време си ја заборавиле зошто се изгледали. Колку убав ден! Колку сакам да му се радувам много и убав полетен ден! Ајде, челички! Моја сестричке, да си летаме од цвет на цвет во овој убав шарен цвет. Ајде, сестричке, колку е убаво да се лета слободно и да се зиме безбрижно. Дојде, кој дојде. Се станале пред првиот поголем свет и го замолиле да пренаѓат кај него. Лелек челички, мој сестрички, видете веќе се темни, како ќе се вратиме дома, добрен цветот, се заигравме со моите сестрички, па те молиме да премолчиме кај тебе. Погледнете пчелки вредни, преските канале, утро што си играте, летите од цвет на цвет, да собирате сладък мед. Јас се грижам за стеблетата, за листчињата и кога слецувам право на рачињата, среќа и радост уморва да ме пијата. ливадата си летале од цвет на цвет, три сестрички, три пеперутки, ко се радувале на убавиот ден, на сонцето, на шарените цветиња. Трите пеперутки биле со бела, сина и розова боја. Нареднаш се појави еден облак кој го истори својот дожд на ливадата. Тие брзо одлетаа по крупните цветови на младињата во блиската градина, чиито цветови беа исто со бела, сина и розова боја. Белата пеперутка долета до белото ларе и го рече: Бело ларе, те волам. Отвори ги твоите левчиња и дододи да се скриеме јас и моите сестрички пеперутки. Можам да те примам само тебе, бела пеперутки, но не
разливото лане, образада рекат кон него и изразно го замолил. Dobro rane, te moram dozvoli da se skrijam od tebe. Dozo te mnogu silen, ke ne nagoden. Neka bre, samo sina da prepram. Dozi, zoveta i ozevata, njena blago mesto. Ako ne možeš da ne privisite 300 oblasti blagodaram, no će odmine povaram. Трите пеперутки продолжија да ретаат и да бараат каде да се скријат, а дождот паѓаше и паѓаше. Донетаа до розевото лане и розевата пеперутка го запише. Розево лане, дозволи моите сестрички и јас да се закрнеме во твојот свет, за да напомним празницата. Можеш да влезеш рано ти рожева пеперутке, затворите 6 хрешки, белата и синята нема доvoljno место во мојот свет. Ако не може сите три да не примат, тогаш треба благодарам. Напротивне, да договараме да се стрееме во друг свет. По-добро е сите три да бидем нагодени, отколку да желаат. Овој разговор го слушна сонцето и му рече на облачето. Те молам, облаче, доста дождеш, време да се трагнеш, јас да светлам, сите да ги стоплам, пролетен е донесам, животните, чекињата, птиците, инсектите од зимски сон да ги разведам. Сега јас ще се примам, да знаеш сончко спад ќе дојдам, заради птиците и кветињата и животните, пијат и се хранат на мојата вода, за да потребам јас да пуштикам дожд, а и ти да е време да бидат сите, да джигам разлетани разцветани. Разигравано развикваче отиде во шумата за да ги разбуди животните од зимски сон, за да јави да видите пролетта пред нивните живеалишта во природата. Скок, скок, скок! Мина, ута, зима, моркови и зелка, пак се мене кина. Така сите жители во природата и на ливадата заедно се дружеле и се помагали. Доаѓањето на пролетта со игра и песна го прославиле.